Во очекување на преговарачката рамка, во оваа емисија на Агенда 35 објаснуваме што всушност значи овој документ и каков патокас ќе биде на патот кон Европската Унија. Но и што со новата методологија е смената, па што во нашата преговарачка рамка ќе има, а што го немало, например, во онаа на Србија или на Црна Гора. Останете со нас. Во Агенда 35 ќе гледате анализа на структурата на преговарачката рамка. Ова ќе биде тест и за Европската Унија. За прв пат се прави преговарачка рамка врз база на новата методологија. Како овој документ ќе влијае на реформите дома? Интервју со Малинка Ристова Јорданова. Следете на. Европската комисија ги финализира условите под кои што земјава ќе може да стане полноправна членка. Деновиве се очекува да биде готова првата драфт верзија на најважниот документ кој што представува патокас низ преговорите за членство во ЕУ, така наречената преговарачка рамка. Со преговарачката рамка, Европската комисија го дефинира текот, опсегот и структурата, клучните услови кои што мора да се прифатат и процедурите преку кои ќе се одвиваат преговорите до нивното завршување. Македонија нема можност за директно интервенирање во текстот на преговарачката рамка, но според искуствата на Црна Гора и Србија пред нас, земјата може да биде консултирана на одреден начин. Во очекување на првата драфт верзија, засега не се знае што точно ќе содржи оваа преговарачка рамка, односно кои ќе бидат условите што ќе се бараат од нас за прием во европското семејство, но веројатно е да се најдат дел од спорните ставови на Бугарија. Секоја земја членка, впрочем, може да достави своји услови за преговарачката рамка, кои што не значи дека ќе бидат прифатени, оти треба да ги изгласаат сите останати земји членки. Во овој дел ќе треба да се прецизираат и се уште нецелосно разјаснетите елементи околу имплементацијата на Преспанскиот договор, кој треба да тече паралелно со процесот на преговорите. Усогласувањето меѓу земјите членки околу условите во преговарачката рамка, според досегашното искуство на Србија и Црна Гора, се очекува да трае неколку месеци. Тоа значи дека финалната преговарачка рамка ќе се усвои во втората половина од оваа година за време на германското председавање со ЕУ. А околностите во кои ќе се утврдува текстот за македонската преговарачка рамка се комплексни, бидејќи на Германија и предстои огромна работа на повеќе полиња истовремено, од менаџирање на единството на ЕУ во услови на корона криза, исправување со длабока рецесија како последица на пандемијата, па до конечно завршување на преговорите со земјите членки за новиот 7-годишен буџет до 2027 година. Оваа преговарачка рамка за нас се прави врз основа на новата методологија за преговарање, па така се очекува сериозна дискусија во телата на ЕУ. Откако ќе се усвои преговарачката рамка, следен чекор треба да биде првата меѓувладина конференција која се смета за формален почеток на преговорите. Очекувањата се таа да се одржи исто така за време на германското председавање со Советот на ЕУ до крајот на оваа година. Од тој момент натаму ќе продолжи аналитичкиот преглед на европското законодавство, односно втората фаза од скринингот или билатералните скринизи, според новата ревидирана методологија за зајакнати пристапни преговори. Билатералните скринизи сега ќе се одвиваат низ 6 кластери, во кои се групирани сегашните 35 поглавја. Се почнува со кластерот фундаменти, каде што се отвораат некои од најкомплексните поглавја, како што се 23 и 24, следен од останатите 5 кластери, и тоа внатрешен пазар, конкурентност и инклузивен раст, зелена агенда и поврзаност, земјоделство и ресурси и надворешни односи. Преговорите траат се до моментот на постигнување на целосна согласност помеѓу ЕУ и земјава за целокупниот текст на пристапниот договор и завршуваат со негово потпишување. Објавувањето на предлог преговарачката рамка на Европската Унија за Македонија се одложи, иако според најавите на еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј, документот требаше да биде објавен на почетокот на неделата. Од тука не е познато кога може да се очекуваат првичните ставови на членките на Европската Унија во однос на оваа рамка, иако вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи најави дека тоа може да се случи за време на хрватското и да продолжи со германското претседателство. Раководителот на Центарот за евроинтеграција Зоран Нечев смета дека сепак станува збор за начелен драфт на предлог преговарачката рамка, но доправа почнува процедурата на усогласување помеѓу земјите членки на Европската Унија во однос на неа, која според негова проценка би траела 3 месеци, а може би и повеќе. Ја би рекол малце избрзано, бидејќи комисијата може само да го даде првичниот начелен драфт, нацрт на таа преговарачка рамка, кој што понатаму преку телата на Советот на Европската Унија оди во
значи оди на договарање меѓу и преговарање, согласување меѓу земјите членки. Така да од тука би рекол дека она што можеме да го знаеме и сега да го претпоставиме врз база на она преговарачка рамка која што веќе ја имаат Србија и Црна Гора, е дека основните принципи по кои што ќе се преговара ќе останат неизменети, но целата процедура, условите по кои ќе се преговара и така натаму ќе бидат променети со цел да ја отсликаат новата состојба во пристапните преговори. Во преговарачката рамка треба да се утврдат условите под кои државата ќе преговара со Унијата. Според Нечев, се што постои во новата ревидирана методологија за зајакнати пристапни преговори ќе се отслика во оваа рамка. Откако ќе се утврди преговарачката рамка, се свикува првата меѓувладина конференција и понатаму почнува процесот на билатерални скрининзи. Тука ќе се утврдуваат недостатоците, односно нивото на усогласеност на националното македонско законодавство со она на Европската унија. За секој од тие поглавја ќе се утврди кои се тие недостатоци и што треба земјата да прави во натамошниот период. Така да повеќе преговарачката рамка се однесува на условите под кои што се преговара, а за специфичните реформи според одредените поглавја или кластери поново ќе се утврдуваат според билатералните скрининзи. Сите оние работи кои што произлегуваат од билатералните договори со Бугарија и со Грција мора да го најдат на еден или на друг начин, мора да го најдат своето место во преговарачката рамка. Новитети во процесот на преговарање ќе има, смета Нечев, бидејќи со Албанија сме првите кандидати за членство во Европската унија кои ќе преговараат врз база на новата методологија. Ќе биде еден начин и на тестирање не само на нашите земји, туку и на Европската комисија, бидејќи за прв пат и они ќе треба да направат преговарачка рамка која ќе биде дадена на земја кандидатка врз база на новата методологија. Се разбира, одредени елементи од веќе постоечките преговарачки рамки ќе влезат и во нашата. Секако, например, што се однесува до билатералните договори или билатералните прашања, оно што можеме да повлечеме некаква паралела е со преговарачката рамка на Србија, каде што делот за односите со Косово влегува во поглавието 35. Значи, некакви очекувања дека истото ќе се случи и со нашата преговарачка рамка постојат. Но за деталите мораме да почекаме и да видиме како ќе се ефектуираат во неа. Одлуките кои се однесуваат на Македонија зависат од Европската унија и земјите членки, но и од нас самите. Според Нечев, преговарачкиот тим и во оваа фаза треба силно да се подготвува за почеток на преговорите, но истиот да претрпи измени. Во овој момент веќе ние треба да знаеме кои се нашите позиции, како ќе ги браниме нашите позиции визави оние позиции кои што ќе ги имаат, претпоставам, Бугарија и Грција, со сака да ги вметнат во самата преговарачка рамка. Значи, ние директно не можеме да интервенираме, но преку нашите пријатели можеме во Европската унија, земји членки, можеме да лобираме за одредени, да кажеме, решенија. Значи, веќе сега ние би требало да лобираме, да имаме прво чисте позиции, а понатаму и да лобираме кај другите земји членки. Преговарачкиот тим кој што постои во моментот мора да претрпи измени со цел да ја отслика ситуацијата, односно поставеноста на отварањето на поставеноста на самите преговори согласно кластерите во новата ревидирана методологија. Нечев смета дека се додека не се усогласат земјите членки, ние ќе немаме финална методологија по која ќе преговараме, а според искуството со преговарачките рамки на Србија и Црна Гора, тоа може да трае 3 и повеќе месеци. Се додека земјите членки не се усогласат, кој што од претходниот од искуството со преговарачките рамки на Србија и Црна Гора трае 2 до 3 месеци, се додека не се усогласат земјите членки, ние ќе немаме финална методологија по која што ќе преговараме. Така да нацртот ја подготвува комисијата, рано е во смисла на тоа дека се додека не помине усогласувањето, се додека сите земји членки, 27 во моментот, не кажат да, ние немаме конечна верзија. Се дотогаш Европската комисија само ги слуша желбите, интересите и
дава некој одредено ги насочува земјите членки во однос на тоа како треба да изгледа самата преговарачка рамка. Но земјите членки мора да донесат политичка одлука да кажат да, ова е верзијата по која што ние сите се усогласивме и по верзијата по која што Северна Македонија ќе преговара со Европската унија. Темпото на преговорите со Европската унија треба да го одреди представувањето на реалната ситуација во државата во однос на реформите превземени од секој од поглавјата, кои ќе се разгледуваат на билатералните скрининзи. Добар ден, ви благодарам што сте дел од нашата емисија. Идејата на денешната емисија ни е да објасниме на нашите гледачи што всушност значи оваа преговарачка рамка, каков документ е таа и колку ќе биде патокас на некој начин во процесот на преговори, што здравје би следал. Значи, прво самиот документ да го објасниме што е. Тоа е заедничка позиција на Советот на Европската унија. Заеднички став на министрите за надворешни работи, значи на земјите членки, кои што тие треба да го донесат со консенсус, едногласно. Тоа е документот, значи преговарачка рамка е оној вториот наслов на документот. Како вид на документ тоа е позиција. Документот по своето значење е голем за преговорите, затоа што тој ги определува принципите, содржината, процедурата на преговорите. Ова е всушност содржината на тој документ. Ние од анализата на претходните вакви преговарачки рамки можеме да претпоставиме каква ќе биде содржината на преговарачката рамка за Македонија и за Албанија, или барем структурата, но големо влијание тука има новата стратегија за проширувањето, која што веќе воведе една различна структура, воведе некои нови принципи и нови методи во условеноста. Кои се тие разлики всушност? Што е она што ние сега ќе го имаме во нашата рамка, го немала на Србија или Црна Гора? Значи, тие разлики произлегуваат од новата стратегија за проширување. Значи, ако одиме поред, прво ќе видиме во принципите на кои што се заснуваат преговорите, дека ќе имаме една, да ја речам, збогатена условеност. Значи, покрај копенхагенските принципи, покрај процесот за стабилизација и асоциација, ние сега ќе имаме многу поголема условеност од аспект на новиот кластер темели. Значи, таму веќе е покомплексна работата со воведувањето на политичките критериуми, јавната администрација, економските критериуми во кластерот темели. Тука, она што останува како прашање, како знак прашалник, е во која мера и како ќе влијаат билатералните договори со државите членки од Европската унија, Грција и Бугарија, на рамката, бидејќи ние веќе имаме барање, односно тие веќе имаат барање од Бугарија да има посебно поглавје 35, како што е случајот на Србија, и се надеваме дека Европската комисија ќе опстои на тоа да нема посебно поглавје 35, туку ова да остане само во рамките на принципите на условеност. И тоа само по себе е доста тешко. Суспензијата, значи клаузулата за суспензија ќе биде различна, порано може да ја покренат 1/3 од државите членки, сега може и една членка да ја покрене, па потоа со квалификувано мнозинство да се усвои. Прашањето на реверзибилноста, прашањето како кредибилитетот ќе се преточи во принципите на условеноста. Тоа се, значи, клучните разлики кои што ќе произлезат во однос на принципите. Значи ли ова дека ќе ни биде отежнат, можеби, патот? И јас од почетокот викам дека сега е многу потежок патот. Значи, отежнат ќе биде патот. Но не ли посуштински? Посуштински, ако го направиме сами посуштински. Ако ризикот на ваквиот многу покомплексен процес е, вие имате се повеќе барања, а се помалку сами ја креирате, ако се помалку сами ја креирате стратегијата, тогаш влегувате во еден голем јас на трка по исполнување на барања без јасна национална цел. И тоа е крупниот, најголемиот ризик во овој процес. И во општество како нашето, каде што ние околу цели и
вакви ризици имаме малку изместени Знаете што, погледи. општество како нашето, јас малку имам резерва околу тоа и менталитет и така натаму, бидејќи сме и лично и како институт за европска политика организација која што верува во промена. Инаку не би го работеле ова што го работиме. Значи настрана се менува и се е можно да се направи доколку изградиме стратегија и пристап кој што ќе ги пресретне новите многу посложени услови од страна на Европската унија, ама и различните околности. Ние не зборуваме сега за проширување од 90 и некоја година, ние зборуваме за една сосема друга унија со поинакви приоритети, поинаква состојба и според тоа треба да ја прилагодиме нашата стратегија. Да, повеќе ми беше коментарот во насока на капацитетот на политичките елити што треба да го изнесат процесот на грб, па кога веќе ова го споменуваме колку е важен составот на преговарачкиот тим, кој што ќе треба да биде клучната. Составот на преговарачкиот тим е извонредно важен, но повторно не треба премногу да се усложнува работата тука. Многу е битно институциите, оние редовни во својата надлежност да си ги преземат работите кои што им се во надлежност од правото на Европската унија. Тоа е едноставно уште еден слој на право и политики кои што тие треба да го преземат и да сносат одговорност за нив. Секако дека координативната функција е важна, секако дека особено во вака да речеме зголемена политизираност на процесот, бидејќи и државите членки многу повеќе учествуваат, е многу важно политиката да има соодветен капацитет, но не треба да се усложнува. Во моментот, она што ние го имаме еден многу сложен тим, еден многу сложен сооднос меѓу институциите кои што се вклучени во процесот, канцеларија на премиерот, секретаријат за европски прашања, Министерство за надворешни работи и секако дека во иднина треба ова да се разреши, односно да има поинаков пристап, да се поедноставни и да се вклучат сите оние кои што имаат капацитет и можат да помогнат во процесот, но на еден структуриран начин. Да, затоа што шаренолика е сликата што ќе треба да се прикаже. Германија ќе биде претседавач во следните месеци. Позицијата нејзина во однос на Европската унија и внатре во Европската унија ја знаеме. Како вие гледате таа околност? Добро е тоа што е Германија токму во овој момент кој треба да се усогласува преговарачката рамка претседавач на Европската унија. Точно е дека очекувањата се огромни, бидејќи таа има и многу други задачи, како нивниот буџет за следните 7 години, но Германија имаше еден доста истрен став досега во однос на проширувањето и во однос на нас и треба да се очекува дека тие ќе бидат упорни до крајот на декември да го завршат согласувањето на преговарачката рамка. Не мора, мислам, да не бидеме претерани оптимисти, можно е тоа и да се одолговлечи понатаму, но јас едно ќе кажам, доста чекаме датум за датум, ќе има многу одлуки кои што ќе ни предстојат, многу одлуки и извештаи кои што ќе се носат со консензус, ние треба да си ја бркаме својата работа. Време е да засукаме ракави. Да засукаме ракави, меѓутоа да имаме наша стратегија според нашите национални интереси. Секој ќе ни се наклони зборувам од државите членки, ако увиди дека ние имаме и визија и капацитет. Може би сум преголем оптимиста некогаш, но мислам дека мораме да бидеме оптимисти, или мораме да сакаме да ги менуваме работите и инаку можеме само да си чекаме, да плачеме, дека нас не сакаат, да бидеме фрустрирани понатаму, да чекаме секој 6 месеци совет и ништо од тоа да не биде. Процесот ќе биде долг, ќе трае, имаме огромни проблеми дома, треба да ги решаваме, имајќи во предвид секако и кој е контекстот на Европската унија, целта за членство. Целта за членство не е цел сама за себе, туку наша цел е ние сме дел од Европа, но да бидеме една достоинствена членка на Европската унија. Во суштина. Во суштина, де факто. Ви благодарам многу за интервјуто. Ви благодарам и вам.
Советот на Европската Унија го одобри годишниот извештај за спроведувањето на уредбата 1049/2001, која се однесува на јавниот пристап до документи. Според извештајот, до 31 декември 2019 година, во јавниот регистар на Советот биле впишани повеќе од 420.000 документи на изворен јазик, односно 3,1 милион документи во различни јазични верзии. Повеќе од 70% од тие документи биле јавни и достапни за преземање, а за оние кои се уште не се достапни за јавноста, пристапот е можен по претходно поднесено барање. Па така во 2019 година до Советот биле поднесени скоро 2600 барања за пристап до документи, кои се однесувале за нешто повеќе од 8200 документи. Во прва фаза целосен пристап бил одобрен до 75% од документите, а ограничен пристап до 6% од нив. Документите за кои се барал пристап биле од различни области, пред се од правосудство и внатрешни работи, надворешни односи, како и економска и монетарна политика. Повеќе од 35% од поднесените барања за пристап до документи на Советот на Европската Унија биле од академската заедница, а скоро 26% од представници од различни организации од граѓанскиот и приватниот сектор. Во 2019 година, координираните напори низ Европската Унија во борбата против организираниот криминал, во делот на кривични дела против животната средина и природата, меѓу другото резултирали со запленување на 30 тони контаминирана риба, 1030 тони оловно-киселински батерии, 50,5 тони комплети соларни батерии и скоро 23.400 метри кубни дрвен материјал. Покажуваат резултатите кои ги објави Советот на Европската Унија, а кои ги подготви Европол. Започнати биле 387 истраги поради криминал против животната средина и природата, идентификувани 977 осомничени индивидуи, односно ентитети, и уапсени 148 лица. Запленети биле и 2,7 милиони евра незаконски остварен профит. Кривичните дела против животната средина и природата го зголемуваат загадувањето, негативно влијаат на екосистемот и се штетни по човековото здравје. Криминалните активности воглавно вклучуваат незаконска трговија со диви животни, дрвен материјал, риба и отпад. 195 милиони домаќинства со просек 2,3 члена по домаќинство се регистрирани во Европската Унија во 2019 година, покажуваат податоците на Евростат. Домаќинства со најголем просек на членови се забележани во Хрватска, и тоа 2,8 члена, додека најмал просек во Шведска со 1,8 члена по домаќинство. Според податоците на Евростат за 2019 година, во нашата држава е регистрирано најголем просек на број на членови на едно домаќинство во Европа, и тоа изнесува во просек 3,7 члена по домаќинство. Инаку во периодот 2010-2019 година, вкупниот број на домаќинства во Европската Унија се зголемил за 7%. Ако се разгледа големината на домаќинствата во периодот, само кај 3 држави членки на ЕУ нема промена, и тоа Белгија, Данска и Холандија, а сите други држави членки имаат намалување на просечниот број на членови по домаќинство. Најголемо намалување во 2019 година во однос на 2010 година е регистрирано во Латвија и Малта. Ако се знае дека во државите членки на Европската Унија до 2025 година ќе треба да се рециклира 55% од целиот комунален отпад, тогаш употребата на вештачка интелигенција во управувањето со отпад може да биде од голема корист. Па така една иновативна компанија од Финска има развиено технологија за постојано следење на управувањето со комунален отпад со помош на сензори. Имено модул на вештачка интелигенција ги анализира информациите прибрани со сензори во реално време, додека роботски раце го селектираат и сортираат отпадот со различна форма, големина и материјал, со голема брзина и прецизност. Роботските раце се програмирани да идентификуваат голем број на различни материјали и може самостојно да функционираат 24 часа 7 дена во неделата, доколку роботските раце се користат за подигање тежок отпад, бетон, цигли, метални парчиња. Максималната тежина на едно парче може да биде до 30 кг, доколку отпадот е хартија, картон, лименки, пластика или пластични шишиња, и потребно е брзо селектирање и сортирање на отпадот. Тогаш постои специјално решение со кое може да се подигнат, односно селектираат и сортираат до 4000 парчиња полесен отпад за 1 час. Вклучувањето на роботи во капацитетите за управување со отпад ја исклучува потребата од долги транспортни ленти за одделување на отпадот механички и рачно, а не постои и ризик по вработените поради директниот контакт со отпад. Примената на иновативниот систем го подобрува квалитетот на рециклиран материјал и го олеснува нивното повторно воведување во вредносниот синџир.
На преговарачката рамка, но и на низината суштина ќе се навратиме повторно и следната емисија. Се гледаме на истата фреквенција и во истиот термин. Останете со програмите на Македонската телевизија.